Почитувани колеги, почитувана јавност, јас денеска имам можност да поставам пратенички прашања кои што сакам да ги адресирам до тројца функционери во владата. Тоа е председателот на владата Зоран Заев, вице-премиерот за борба со корупција Љупчо Николовски и министерот за образование Мила Царовска, кои што за жал морам да констатирам дека не се присутни. Тука се ќе дојдат. Ве молам да ги повикате. Првото на владата Зоран Заев. Господине Заев, денеска во неделникот Фокус, вие сте на насловна страна, еве го неделникот Фокус, без разлика што вашите служби во текот на денот се обидоа да го сокријат овој артикал од медиумскиот интернет простор, каде што велите: не верувам на Русковска дека Рашковски ја злоупотребил функцијата. Господине Заев, сакам да ве прашам неколку работи. Вие дадовте една изјава каде што велите, ќе ве цитирам: немам сомневање дека се е чисто. Рековте вие во овој случај, не знам дали сте свесен, но вие со ова му давате легитимитет и институционална покриеност на поранешниот генерален секретар Рашковски и неговите действија, дека тие действија се действија на владата, на него лично, и дека вие со оваа изјава потврдувате дека стоите за него и за неговите действија. Прашањето ми е кратко. Дали вие се уште сметате дека поранешниот генерален секретар на влада и ваша десна рака Драги Рашковски е невин за сите криминални и сомнителни тендери и набавки кои што јавноста ги слушна во изминатиот период? Дали премиер во оваа држава треба да ги почитува законите или треба да ги толкува? Затоа што вие со тоа интервју ги толкувате законите и јавно кажувате дека не ги почитувате. И понатака, она прашање кое што ја засега целокупната македонска јавност: дали вие со оваа изјава вршите притисок врз Вилма Русковска? Од она кое што може да се види и кое што може да ви се признае како успех, дека секој пат вие кога ќе кажете нешто во одредена судска постапка, тоа и се случува. Дали некој ќе биде обвинет, дали некој ќе биде сведок, дали некој ќе биде пуштен во притвор или пак притворен, или на крајот од денот дали некој ќе биде дома, а некој ќе завршуваат во притвори. Не може од една страна за некого Русковско да ве чини, кога се работи за политичари од опозицијата или блиски до опозицијата, а за сепак кога се работи за ваши блиски соработници, тогаш Вилма Русковска да не ве чини. Понатака имам прашање до министерот за образование, кој што пак ја повторам, не го гледам тука. Да го поставам прашањето или ќе го повикате министерот? Да, второто прашање рековте ќе биде до вице-премиерот, третото до министерката за Добро, образование. тогаш ете ќе излезам. И министерката секој момент треба да влезе во салата. Во ред. Тогаш прашањето ќе го поставам до вице-премиерот за спревување со корупција, господин Љупчо Николовски. Во текот на вчерашниот ден, господин Николовски, бевме сведоци на една нова афера во која што по признание на собственици на компанијата Рубитон, за да продолжат да работат во РЕК Битола, треба да дадат мито од 250.000 евра на лицето Вице Заев, кој по некоја случајност е брат на премиерот Зоран Заев. Целата ситуација и текот на активностите е опишан во пријавата која овие собственици на компанијата Рубитон ја поднеле до МВР. Господине Николовски, јас ги имам тука документите со официјален печат и ќе ви ги дадам на вас после прашањето да ги видите. Првата страна од оваа содржина е комплетно иста, само може да се види дека кога го преправале овој записник, заради тоа што во официјалната верзија стои делот каде што собственикот на фирмата укажува каква била постапката, кој го викнал, кој му се јавил на Вибер, кој му пишал порака, кој ќе дошол во Битола, точно време, точен датум, точна локација и точна цифра. За по некое време таа изјава да биде променета, првата страна е иста и ќе ви укажам да проверите на штембилите. Некаде се пишани со печат, некаде се пишани со пенкал. Идентична прва страна, а сменет записник. Еве ги имам тука и после овој исказ ќе ви ги предадам на вас. Господине Николовски, моето прашање до вас е следново: дали ќе го повикате обвинителството да постапи и да отвори истрага? Дали ќе ги одземе мобилните телефони и ќе ги провери, ќе ги извештачи и ќе ја провери комуникацијата? Ви давам два записника, вие слободно однесете ги кај обвинителството. Господине Љупчо, зошто Вице Заев е забранета категорија за институциите? И на крајот од денот, дали некој ќе одговара за фалсификување на овој очигледен записник? Ќе ви ги предадам, можете да ги видите, ќе ви се ставам на располагање да ви ги укажам каде се грешките и ве замолувам ова да го однесете до оние органи каде што се повикувате секој ден дека постапуваат неселективно, а два пати тоа го направивте денеска и од оваа говорница. Од аспект на моето прашање за министерот за образование, погрешните реформи се резултати на низа неуспешни политики во образованието. Министерката ја преферирам да
Тоа е ваш избор како преферирате, оставете ме да го довршам моето прашање. Погрешните реформи се резултати на низа неуспешни политики во образованието. Целиот мандат на Мила Царовски, сите бомбастично најавувани реформи завршуваат неуспешно. Почнувајќи од националната платформа, која никогаш не се стави во функција, одложениот старт на учебната година, промената на наставните содржини и интеракцијата на предметите, па се до така наречената дигитализација, која значи укинување на учебниците како основно средство за едукација. Прво, министерке Царовска, дали ќе одговорите на јавноста зошто на сила сакате да ја спроведете оваа реформа? Второ, дали имате детален и разработен проект колку пари чини нејзиното имплементирање и најважното, која е вистинската причина за укинувањето на учебниците? За секој еден проблем успешно ја префрлувате вината, барате трпение и разбирање, велите дека предизвиците мора да се надминуваат, а вие сте тие кои што ги создавате. Имате ли критериум и план како понатаму? Доколку не, честно и доблесно ја признаете дека немате и оставката е повеќе од очекувана и од неминовна. Она кое што сакате да го представите пред јавноста дека оние протести и сите оние од стручната фела, дали било од МАНУ, дали било од факултетите или од било кој друг од универзитетите, дека се партиски инструирани, едноставно не ви поминува. И она кое што можеби треба да го искоментирате во јавноста денеска кое што излезе, тоа е една снимка од дотичен господин Митко Караиванов од ООО Босилово, каде што вели успешно го задушивме протестот, штрајкот за оној пакет кој што го носеше, кој што сака да го донесе министерката Царовска, а кој што се работи од аспект на дигитализација на образованието. Тоа се моите три прашања. Очекувам соодветни одговори од оние кои што ги посочив. Благодарам. Ви благодарам. Пратеникот Бојан Стојановски постави 3 пратенички прашања. Одговор на првото